Понеделник 26 јуни, кратки вести во 12 часот. Прегазен велосипедист судир на автомобил и автобус, па меѓу два автомобили. Ова се само дел од информациите последниве 10 дена во билтенот на СВР Охрид. Последната сообраќајка се случи утринава на булеварот Туристичка. Неколку сообраќајки се случија на стариот пат Охрид-Струга, кој сега е главен влез во Охрид, поради градежните зафати кај Подмолје. Полицијата викендов напиша казни и за управување возило под дејство на алкохол. Летната сезона и зголемената фреквенција на возила го зголемува ризикот од сообраќајни незгоди, затоа надлежните апелираат на внимателно возење. Кабел во градскиот парк во непосредна близина на делот со реквизитите за деца подолг период наназад представува потенцијална опасност за шетачите и велосипедистите. Истиот е паднат на височина помалку од 2 метри и може лесно да се дофати со рака, а представува потенцијална опасност, особено за велосипедистите. Подолго време е вака, неколку недели сигурно, велат граѓани на Охрид во дописот до Охрид Прес. Апелираат да се затегне или отстрани, затоа што станува збор за кабел засилен со челична жица, се во насока да не дојде до несакани повреди. Бројни признанија освоија теквондистите од клубот Хваранг Фист од Охрид на третиот турнир во традиционално теквондо Охрид Open 2023, што се одржа викендов. Хваранг Фист настапи со 9 надпреварувачи во две дисциплини – борби и форми борба со замислен противник. Освоија 7 први места, 3 втори и 1 трето место. Покрај овие успеси, Петар Петковски и Емилија Целеска беа прогласени за најдобри во пионерска категорија. Севкупно овие резултати им го донесоа второто екипно место. Со овој турнир теквондистите на Хваранг Фист го заокружија овој дел од надпреварувачката година. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, ке дува умерен северен ветер. УВ индексот ке биде 7, максималната температура во Охрид до 26 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.